насмеавме, се забавувавме, но да не ги заборавиме оние кои што сепак се повеќе посветени кон културата. Да го погледнеме прилогот во однос на вчерашната премиера на македонското остварување на филмот Джган во 3D киното во Битола. Čavke, pак истата приказна. За кај ти од? Од кај за игра? Па самата идеја уште доби свој зародиш уште пред некои 4 години, кога почнав малку повеќе да навлегувам во темите за, бидејќи добро, више одминав таа младост, за маргинализираните млади луѓе кои што живеат во оваа земја, во регионот, кои што се една ранлива категорија и кои што нивното растење и созревање ги минува низ одредени фази на гнев и на една потиштеност поради предрасудите што воопшто и самото општество ги има према нив. Така да таа тематика мене ме фасцинира више долго време и решив да направам еден филм. Во случајов во филмот се работи за институција за деца без родители, меѓутоа тој проблем, горлив проблем на младите луѓе им надвор од тие ѕидови, вон институциите. Значи постои насекаде околу нас, само што треба малце да имаме доблест за да го препознаеме и да го видиме и да се соочиме со тоа. На два начини, да. Да, значи дел од актерската екипа се натуршици, главниот лик е натуршик и мислам помина голем број на момчиња, на млади момци, стотици, преку филтрирање стигнавме, мислам, до правиот лик. Мене ми беше неверојатна соработката со него, ќе видите и како впрочем ќе изгледа во филмот. Останатото одеше као регуларен, нормален кастинг и главниот предизвик беше да не се осети онаа одстапка во актерската игра помеѓу натуршиците и професионалните актери. И мислам дека успеавме да го доведеме филмот во еден добар баланс, тоа да биде така. Имавме повеќе разговори со луѓе што се од тие институции, со момчиња што се штитеници на такви домови. Поентата беше што тука само морам да напоменам една работа, не се става фокусот на критиката на институциите, него фокусот на критиката се става на сите нас. Значи, затоа што тие момчиња, конкретно од домовите, тие живеат зад невидливи ѕидови, постојат помеѓу нив и нас. Значи, тие момчиња стварно, мислам момчиња, тоа се деца, млади луѓе. Тие не можат да го артикулираат тоа, меѓутоа стварно го чувствува таа една репресираност од секој слој на општеството и нивната визија за иднината е многу магловита, немаат што да кажат. Инаку имавме одлична соработка со неколку институции, зборувавме со одреден број на момчиња. Сега да сепак ова е фикција, значи не го представивме комплетно документаристичките, меѓутоа најблиску што може дојдовме до еден таков сив реализам во овој филм. Прва улога, првиче, беше предизвик за мене, бидејќи немам никакво искуство во оваа работа и ми беше од огромна помош тоа што целата екипа беше кон мене настроена многу пријателски и тие ме опуштија за да можам да го одработам тоа на највисоко можно ниво, за да немам трема, да не мислам на премногу работи. Беше многу опуштено. И општо за квалитетот на филмот е одговор на таа атмосфера. Впечаток ми остави тоа што филмот е лишен од лицемерие, филмот е лишен од лаги. Мене ми е тоа најбитно во еден филм, што е ограден од пропагандата и не ги исполнува пропишаните стандарди на политичка коректност и така натаму.
Самиот филм е приказна за деца, група домци кои што пробуваат да си го најдат својот пат, да дојдат до своите права, пошто се нели нормално згрозени од целото општество. Најслабата карика увек страда во општеството, така да не знам, предизвик е, пред се многу поразличен филм, тоа го кажав од се што имам работено претходно. Доста поразлично, затоа што и да имаш партнер на турсчик е многу поразлично него да имаш партнер глумец, кој што нели нормално. Или го познаш приватно, или сте работели, или нешто слично. Да, па мислам, имаше сценарио на кој што ги билдовме сите тие работи. Вардан претходно има доста време истражувано, има работа со домци и со такви групи, има доста време поминато во процеси. Он ми беше единствениот извор од кој што отприлика ги собирав информациите околу целото. Али познам секакви. Мислам, познам и домци од моето мало. Живеам ја у Чаир во Скопје, познам и домци од моето мало кои така да насекаде тие ликови што ги има и во Џган, мислам дека можеме да ги сретнеме и на улица секаде. Може?